На мој огромно задоволство вечерва за свој соговорник имам една урбана дама и врвен офталмолог. Добре дојде за доцент доктор Каролина Блажевска-Бужаровска. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Еве, за почеток би почнала со едно прашање кое се однесува на вашата професија. Што е најважно кога е во прашање здравјето на очите или како да ги заштитиме очите од модерните болести? Би можела долго да одговорам на ова прашање, меѓутоа она што во еден ваков убав телевизиски хепенинг како што е вашава емисија, урбано би зборувала дека заштитата на очите со сончеви очила, една од основните причини заради кои очите можат да страдаат во нашата сончева Македонија, е заштитата со стакла, значи од најмала детска возраст до најстара возраст кај пациентите, потенцијалните пациенти е пожелно да носат очила за сонце. Модусите на заштита на очите се големи, иако постојат некои погрешни верувања, кои што јас се обидувам кај пациентите да ги променам, меѓутоа тоа малку традиционално е тешко, како например дека очите од замор повеќе се разболуваат. Очите се навикнати да гледаат и тоа им е основната функција. Дали тоа гледаат во бел зид или во букви во книгата, со ова би потенцирала дека треба и повеќе да читаме малку, да не се вадат и младите и старите дека ги расипуваат очите од читање. Значи, функцијата на невроретиналниот слој е да гледа. Така да превенција посебна, освен одење редовно на очен преглед, барање на очила во соодветна возраст или барање на капки кога се случуваат инфекции, се овие претходни две работи кои што ги спомнам. Така, на почетокот ги спомнавте очилата за сонце и тие се една посебно интересна тема во денешницава, па би сакала да кажеме какви треба да бидат очилата за сонце што треба да ги носиме за заштита. Бидејќи ултравиолетовите зраци се оние кои што и штетат на макулата, односно преведено центарот за вид во самото око, најважно од се е да бидат со анти-УВФ заштита. Дали ќе бидат зелени, сини или темно кафени е индивидуален избор. Најчесто вистинските очила, со ова не сакам да кажам дека некаде посебно треба да се набавуваат, меѓутоа вистинската анти-УВФ заштита ја има секако кај поскапите очила, кои што нормално не може секој да си ги дозволи, меѓутоа пожелно е да бидат со анти-УВФ заштита и секако да бидат набавени во професионална продавница. Тие се заштитни и ги спречуваат развојот на две многу чести дијагнози кај нас, тоа е дегенерација на макула и дури и кај катарактата, која што е многу честа, можеби ќе ја спомнам и понатака. Сонцето е исто така еден од ризик факторите. Така, што значи не треба да се штеди кога се инвестира во здравјето, па така и во апсолутно, бидејќи е целта на овој разговор меѓу нас како да ги заштитиме очите, јас би рекла учете ги бебињата и дечињата да носат очила и до најстара возраст, до крајот на животот, пожелно е да се носат сончеви очила. Така, дали и овие сончеви зраци исто така пречат на очите во зима, нели нормално, и дали сега треба да се користат очила? Во зима концентрацијата на ултравиолетовите зраци е поголема на снежни површини и во лето на плавите морски површини. Во градовите каде што има големо сончево зрачење, секако и во зима треба да се носат заштитни очила. Така, што значи на планина задолжително со очила за сонце? На планина и на море тоа се подразбира. Така, расчистивме една дилема дека читањето не им пречи на очите, сега што е со компјутерите? Дали екранот пречи? Компјутерите имаат малку по специфична приказна, бидејќи концентрацијата на погледот во екранот може да доведе до успорување на останатите рефлекси на окото, како што е трепкањето и лачењето на солзи. Веројатно сите кои што работат подолго време на екран, а подолго се рачуна повеќе од 4 до 6 часа, ги знаат тие непријатни симптоми во однос на црвенило, суво око, напрегнатост на очите. За среќа можам да забележам последниве неколку години има подобрување во таа заштита на самите компјутери во нивната
во напредок во самата технологија на изработка на екраните, меѓутоа она што од аспект на заштита, самите луѓе кои што работат, ние им советуваме сите офталмолози дека треба да направат пауза во работата, значи секако да не се заборават од работење неколку часа, да станат малку да прошетаат, да се напијат едно кафе или да погледнат низ прозор и евентуално ако чувствуваат тегоби на суво и напрегнато око, да капнат од некоја терапија која што ја препорачуваат повеќето офталмолози за влажнење на окото, вештачки солзи кои што има голема листа на такви лекарства. Препарати капки кои што се често витамински со една заштитна основа на окото. Така, ние во продолжение ќе зборуваме за модерните болести и модерната технологија за лечење на болестите на окото, но пред тоа би сакала да ве прашам за вашите почетоци во оваа професија. Кога почнавте и како се одлучивте токму за оваа професија? Размислував кога си помислив на ова како би одговорила. Мојот татко беше професор офталмолог исто така. Меѓутоа имаме и во фамилијата и доста присутна музичка компонента. Мојот прв брадучет е познатиот композитор и пијанист Димитрije Божаровски. Така да јас ја имав истата дарба, може да речам, и завршив и средно музичко училиште паралелно со гимназијата Орце Николов. И дури имав еден добар подем во свирењето на пијано. Имав дилема дали може би и тоа ќе биде мојата професија. Меѓутоа темпераментот и желбата да бидем, не знам, инвентивна или кој знае, корисна, повеќе беше насочена кон медицината и јас ја одбрав офталмологијата, односно медицината прво. Се најдов себе си многу и неколку пати сум го кажала ова и повторно да се родам, ја повторно би запишала медицина и повторно би била офталмолог. Дали сега ви недостасува музиката? Музиката се обидувам да ја компензирам. Не многу, меѓутоа се трудам да свирам на моето пијано понекогаш. Тие што ме знаат, пријатели, знаат дека сакам да пеам и мислам дека добро пеам. Така да една убава комбинација има на музиката и медицината. Музиката е една најголема релаксација на секој човек, па и на лекарот. Така, во секој случај. Би сакала да ве прашам кои се модерните болести на очите на кои пациентите најчесто се жалат? Модерни не се, меѓутоа се стално присутни, но стануваат модерно штетни. Диоптрите на луѓето кои што се смета дека секој втори или трет човек на земјината топка има потреба од некаков носење на некаков диоптер. Тоа се смета дека се меѓу најзастапените болести. Иако тоа не е болест, повеќе е состојба. Значи да почнам од таа состојба. Барањето на солуција за подобрување на видот од детска возраст до напредната возраст. Очилата се веќе одавна позната од 15-16 век од Леонардо да Винчи навака тие постојат. Меѓутоа контактните леки, лазерската технологија за симнување на диоптер станува една модерна, да ја крстиме, нели, урбано да ја крстиме модерна патологија која што младите луѓе се повеќе, а и повозрастните сакаат да решат, значи да се спасат од носење очила или поголеми диоптри. Тоа е една почеста патологија, односно почеста проблематика, не е тоа патологија, пак ќе спомнам. Понатаму, модерни болести секогаш биле и е катаракта како една многу честа причина за намалување на видот, особено, како што кажав на почетокот, во сончевите земји. За среќа со развојот на современата технологија на ултразвучна хирургија, таа едноставно се отстранува, се врши замена на нашата природна интраокуларна леќа со нова вештачка леќа, која што ги задоволува екстремно потребите на современиот човек кој што сака да биде активен. Се повеќе повозрастни пациенти имаат потреба, освен што гледаат за далеку, сакаат да имаат и диоптер во самата вградена леќа
и за гледање на блиску. Сега еден поголем, посериозен проблем што се случува во последните години, една експанзија во светот, а ја забележуваме и кај нас, тоа е едно старење на центарот за вид, така наречена старачка дегенерација на макулата. Бидејќи многу малку надеж за долга прогноза на видот има кај оваа диагноза, се наметнуваат нови техники. Значи, се ставаат инекции во самото око, да го поедноставам терминот, за успорување на ова предвремено губење на видот. Причината за нејзината појава се уште не е позната. За жал, најмалку има успех во лекување на оние болести кои што не се знае на вистина која е причината, освен генезата во генетиката или во надворешните фактори. Во очното, за среќа, има многу малку на нервна база болести. Најчесто се објективни и присутни во едно такво мало органче како што е окото. И глаукомот како покачен очен притисок исто би го спомнала како една најмасовна. Тоа не е модерна, меѓутоа многу честа појава како причина за намалување на видот. Така, дали тоа значи дека во Македонија се движиме во добар правец, дека ја следиме светската технологија и дека успеваме да одговориме на очните болести? Па, еве, во денешниот наш разговор, јас сум само 3 дена вратена во Скопје од мојата посета на Истанбул, каде бев со владиниот проект за едукација на медицинскиот кадар, од кој што морам да кажам дека сум многу задоволна. Во секој поглед, иако мојата возраст можеби не е за таква едукација, но сепак доволно за да се согледа дека во Македонија ги следиме современите трендови научни, терапевски и во секој поглед во последниве неколку години од кога е набавена и опремата, новата медицинска опрема и диагностички. Единствено што можеби во побогатите земји, во кои што еве сега ја ставам и Турција, фондот и буџетските пари се распределуваат малку поиздашно кон пациентите затоа што ги имаат. Во наши услови со нашава медицинска распределба, едукација, мислам дека од тоа што можеше да се види дека доста од работите ние ги применуваме и ги знаеме. И технички, и терапевтски, и во секој поглед.